Не сте расположени? Имаме проблем. Не можеме никако да се договориме. А да ви помогнам? На нашата другарка Бисера е роден ден. И купивме еден подарок од нас двете. Не можеме да се договориме кој да ја го даде. Јас или јас. Јас ја дадов идејата што да ја купиме. Ама јас го спакував. Имате вие голем проблем. Голем. Јас ќе ви помогнам. Ама, слушнете ја прво приказнава. Си биле еден еш и еден крт. Одамна се познавале, ама никогаш не биле многу блиски. Еден ден Ешко му рекол на кртот: "Сакаш ли, братче кртче, да работиме некоја селска работа?" Зошто да не? Прифатил кртот. Ајде да бидеме ортаци. Што ќе работиме? Прво, ќе го изораме полето, предложил Ешко. Важи, Се согласил кртот. јас ќе го изорам, а ти ќе го посееш. Смешно. Живот ми работеле во поле. Така раскажува дедо Марко Цепенков. И се запрегнал кртот, ја изорал нивата, а Ешко го посеал изораното место и работата за час била завршена. Таа година била многу берикетна. Во нивата на нашите јунаци се родила многу пченица. Ешко и кртот си ја ожнеале пченицата, си ја собрале и дошло време да си ја поделат. Арно, ама, никако не можеле да се договорат, почнале да се караат. Ешко рекол: "Јас треба да добијам повеќе пченица. Повеќе се измачив кога сеев." Кртот пак бил убеден дека не е така, па рекол: "Не, јас треба да добијам повеќе од во рањето си ги искршив ноктите." Се убедувале, се разубедувале, се карале. Од караница за малку тепачка ќе направеле. За среќа, токму во тој миг се појавила Кумалиса. Се појавила така случајно? Токму тогаш и токму таму. Ја слушнала вревата и дотрчала да биде судија. Кумалиса: "Море, што се карате, брешко, таралешко и ти, кртуле, братуле? Што имате да делите, па толку што се карате да ечи векот?" Прашала итрата Кумалиса. Ете, Кумалисо, Се пожалил кртот. си посеавме една нива со пченица и дојде време да си го делиме тоа што дедо Боже ни го роди. Браво за вас што сте биле вредни, намигнала Кумалиса. Арно, ама никако не можеме да се договориме, додал Ешко. Јас мислам дека јас треба да добијам повеќе пченица, зашто повеќе се измачив кога сеев. Јас сум убеден, Додал кртот. дека не е така и дека јас треба да добијам повеќе од и во рањето си ги искршив ноктите. И што предлагате сега, драги мои пријатели? Прашала Кумалиса. Нема друго чаре, Рекол кртот. освен ти да пресечеш кој е во право и кој треба да добие повеќе пченица. Како ќе речеш ти, така нека биде. Се согласил и Ешко. И како пресудила Кумалиса? Како? Во нејзин стил.
Мислела, како да е најмудриот судија. И на крајот рекла: Слушај, Ешко, и ти Кртуле, донесов одлука праведна за двајцата. Слушаме, кумалисо, Рекол Кртот. Ајде да видиме кој е во право. Не попуштал ни Ешко. Вака ќе биде и никако поинаку. Се накашлала кумалиса. Имате за делење 9 килограми пченица и едно малечко котле со малку пченица, како еден сноп слама. Најправедно е тоа да се подели вака. Ти, еже меже, земи ја сламава и на неа со здравие да си лежиш. А ти, Кртуле мртуле, земи си го ова мало котле со пченица. Тоа ти е доста за цела зима. Другите 9 килограми пченица ќе бидат за мене. Бива ли? рекла кумалиса, ја зела пченицата и тргнала право на воденица. А Ешко и Кртот останале со подотворена уста и со празни раце. На одење, кумалиса со подсмев им рекла: тоа е правдината за вас. Правдина права како јаже во торба, за да се прикажува. Кога двајца се караат, третиот користи. Што им требало да се караат? Ептен се изглупирале. Можеме двете заедно да и го дадеме подарокот. Ја знаеш Happy Birthday to you? Ја знам. Заедно ќе ја отпееме на бисера. Убав договор направивте.